За деновите 29 и 30 ноември 1943 година, тоест второто заседание на АВНО и во Јајце. Во учебниците по историја, соодветни за оделенија, класови или на студии, во она вистинската држава Југославија, Македонија, беа наведени многуте неуспешни обиди на македонскиот народ за сам да си створе своја национална држава, како на време, во 19 век, другите балкански народи, срби, грци, бугари и црногорци. Дури и Илинденското востание, непотребно денеска пренагласено по своето значение во однос на народно-ослободителната борба за време на Втората светска војна, е последен таков неуспешен обид, заради тоа што и Гоце Делчев и другата подалековида интелектуална елита во тоа време им советувале на оние кои заговарале негово кревање на Илинденското востание, дека сега не е време и народот не е спремен да се вклучи активно, масивно во него, што денешните историчари го пренебрегнуваат од нивни лични, партиски, идеолошки причини. Се испуштила можноста од епилогот на двете балкански војни. Докажано е дека немало, поради немање македонскиот народ своји личности, или во тој момент имале значение, големина и можност да влијаат на резултатот од тие војни во наша корист. Од истите причини не се искористени условите, приликите после Првата светска војна, ако не целата етнографска територија, но бар поголем дел да влезел во тогашната Вардарска бановина, во состав на кралството на србите, хрватите и словенците, како творба од Версајскиот договор за мир, кога, ако имало своји лидери, водачи, трибуни со значајна вредност да влијаат на творбата Југославија, која нели е создадена како награда на Србија за учество на страна на големата Антанта во Првата светска војна. Но било и поминало. Продолжил македонскиот народ вековно да робува и да чека друга прилика, можност за стварање, создавање на своја држава. Бил разјадуван од имагинарната идеологија на својата, во наводници, партија, ВМРО, со различни додавки, придавки и да дава непотребни жртви. Меѓутоа, пак бил со некоја своја среќа. На времето се формирала од различни народни групи, партии, Комунистичката партија на Југославија, па во неа се вклучиле и неговите, на македонскиот народ, синови, черки, да почнат борба за реализација на Гоцевата идеја за своја национална, но сега и малку повеќе и социјално праведна држава. Оделе во затвори, некои излегувале, за да пак продолжат илегално, нормално, од и тогашните држави, Кралството Југославија и Царството Бугарија, не дозволувале такво нешто, македонците да бидат народ и да имат своја држава. Но во 1937 година, кога комунистот, сега после тоа другарот Тито, вели и македонците се народ и они имаат право на своја држава, јазик, култура и така натаму. Дотогаш несватливо, па членовите на КПЈ од Македонија со уште поголем елан и верба се убедуваат дека ќе ја остварат таа некогаш за некои генерации недостижна желба и цел. Ова беше мој личен
вовед за епилогот на второто заседание на АВНОј на 29 и 30 ноември 1943 година. А понатому ќе користам прераскажувани податоци од книгата Тито за Македонија од Петар Карајанов, издадена 2005 година, и сеќавања од Страхил Гигов како непосреден учесник во тие настани од 1934 година па до одржување на АСНО, издадени 1975 година. Негде годе и автентични цитати. Бидејќи причините за војна со Версајскиот договор за мир не се отстранети, но само закамуфлирани. Уште повеќе што има нова рожба од Октомвријската револуција 1917 година, Сојуз на Советски социјалистички републики и едно новороденче од мене крстено седмаче Адолф Хитлер, кличите за нова уште пострашна војна не се отстранети. Па така Хитлер го отпочнува реваншот на Германија, ја поробува цела Западна и Средна Европа и се завртува на исток. Го привлекува огромното руско пространство како место рај за германскиот Лебенсраум, нов животен простор за 80 милиони германци. Мојата борба, животен патоказ негов, издадена 1925 година, почнува до страница да ја остварува, реализира. Па за крај на 18 декември 1940 година ја заговара и забетонира Барбароса, напад на Советскиот сојуз на 15 мај 1941 година. Го комплетира тројниот пакт, а му останала уште несигурната поисповед према неговиот идол фашистички Дуче. Несигурната Југославија, која успева со таксување на многу нешта, дури и Солун на кнезот Павле. На 8 март 1941 година, викнат во Берлин, за да на 25 март 1941 година двоецот Цветковиќ Мачек во Виена го подпишат договор за пристапување и на Кралството Југославија во Тројниот пакт, со што он, Хитлер, мисли дека се е готово за освојување на СССР, но без да ги праша најглавните народите на тоа кралство, кои на 26 и 27 март истата година со демонстрациите толку многу му го расипуваат чеифот со слоганите "Боле рат него пакт, боле гроб него роб", па не признава ни договор за ни обеќање за ненапад на Југославија и од добиена партија да стане господар газда на Европа, прави превид шаховски ден. Жртвува непотребно кралица, со што ќе ја изгуби не само Московската битка, но и целата војна, со што ќе отиде во неврат и Третиот рајх и цела Европа, што беше под негова црна свастика. Со тоа што поради демонстрациите го одложува за 38 дена нападот на Советскиот сојуз за 22 јуни 1941 година. После ќе ги изгуби и легендарната Сталинградска битка и Курската битка во крајот на август 1943 година, со што ќе отпадне и неговиот главен сојузник во Тројниот пакт Италија, која на 8 септември 1943 година ќе му откаже послушност, ќе ја прекине борбата, а ќе му објаве нему војна на Хитлер на Германија. Такви биле околностите, приликите во светот пред одржување на второто заседание на АВНОј, но и пред Техеранската средба на тројцата великани во таа Втора светска војна – Сталин, Рузвелт и Черчил, од 28 ноември до 2 декември 1943 година во Техеран. А како било во Македонија и Југославија? После уништувањето на Југославија
од 6 до 17 април 1941 година. Централниот комитет на Комунистичката партија одржува состанок на 4 јули, порано беше ден на борецот, и дава проглас до сите слободолюбиви и патриотски настроени граѓани и народи на претходната Југославија, оти она е распарчена. Словенија е приклучена кон Тројниот пакт, формирана е независната држава Хрватска, делови и се дадени на Унгарија, Романија, Бугарија и Италија, да отпочнат своја борба за ослободување од поробувачите Германија, Бугарија и Италија. Па отпочнуваат прво србите на 7 јули, понив црногорците на 13 јули и така натаму, за да и ние, другите потоштале, за да и ние, македонците, символично на 11 октомври 1941 година ја отпочнеме нашата народно-ослободителна борба. Се редат настани, се формираат првите борбени единици, одреди, батальони, бригади и на 26 и 27 ноември 1942 година во Бихач се одржува првото заседание на Авној, на кое поради оддалеченоста и приликите не присуствуваат делегати од Македонија и Косово, но испратена е недосмислена порака до сите. Петар Карајанов. Денешната народна ослободителна борба не би можела да заврши со победа над окупаторите и нивните слуги, ако во таа борба не би имало народно единство, ако не би учествувале срби, хрвати, словенци, црногорци, македонци и муслимани. Знамето на народно-ослободителната борба против окупаторот што го подигна и развија Комунистичката партија на Југославија во 1941 година, во исто време е и знаме на борбата за национална слобода и равноправност на секој народ. Прашањето на Македонија, Косово и Метохија, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Србија не, оти она била доминанта потлачувач на овие нации, ќе се реши лесно на општо задоволство на сите, на тој начин што ќе го решава самиот народ. А тоа право го стекнува секој народ само со пушка в рака во оваа денешна народно-ослободителна борба. Се најдов, тоа е инструкторот од Централниот комитет на КПЈ, Добривој Радосавлевиќ Боби, во Скопје. Пред прашањето КПЈ по повод на прогласот за 7 ноември 1942 година, како 25 годишнина од Октомвриската револуција. Целиот проглас и целиот наш став е врз македонската платформа и го повикуваме македонскиот народ во борба против великобугарските и великосрпските хегемонисти, против лажниот борец за права на македонскиот народ Ванчо Михајлов. Како Советскиот сојуз победува во главните битки, во поробените држави во Европа се активираат движенијата на отпор против германците, а во Југославија и Македонија населението масовно пристапува во партизанските одреди, се формираат покрупни војни единици, главен штаб на Народно-ослободителната борба, Покраински комитет на Комунистичката партија на Македонија, кои се ставаат на чело на таа борба. На крајот на август 1943 година, пазете, дури на крајот на август, Ченто оде во партизани. Тамо се одржува советување на главниот штаб септември во Црвена вода Ресенско и се водат полемики за манифестот што главниот штаб ќе го испрати до целиот македонски народ и обструкции од акционо Народно-ослободителниот комитет, познат како АНО, кон целите во манифестот кој Кузман Јосифовски Питу не успева да ги санира, но борбата на целата територија во Македонија продолжува. Елем Комитетот за национално ослободување, формиран на првиот Авној како влада,
оценува дека е време и за вториот Авној, па испраќа допис до главните штабови на сите подоснежни републики да испратат по 42 делегата од секоја, од кои по 7 би влегле во президиумот на Авној. Таков допис стигнува и до македонците, кога почнуваат обструкции и натегања кои да бидат делегирани, во кои предничеле Ченто и Венко Марковски, како Лазар Колишевски. Инаку при формирање на КПМ на 19 март 1943 година во Тетово е избран за секретар на Централниот комитет на КПМ и членот Мара Нацева, а во тоа време се наоѓале во концентрационен логор во Бугарија, не можеле и не требало да бидат во тие 42 делегати од Македонија, наводно че разберел окупаторот, нели тоа било тајно советување, па ако некој издал, да се знае, че биле загрозени нивните животи. Додека траеле дискусиите околу изборот, второто заседание се одржало, испратен и допис до сите главни штабови да се одржат своји национални антифашистички собранија. Кај тогашните членови во Македонија важело по мое село горе, а баба се чешла. Еве што забележал Страхил Гигов. Првите и најголеми недоразбирање настанаа околу изборот на Лазар Колишевски и Мара Нацева. Еден дел од членовите на главниот штаб, меѓу кои бев и јас, заедно со Темпо, Светозар Вукмановиќ и Боби Радосавлевиќ, сметаа да во составот на президиумот Авнојски треба да влезат и Колишевски и Нацева, како најодговорни другари од нашата партија. И покрај тоа што тие моментално не беа тука и судбината им беше неизвестна. Другата група беше против таквиот предлог. Тоа истапување го свативме како минирање на партијата. Колишевски беше политички, а Нацева организационен секретар на ЦК на КПМ, за нив како за најодговорни по партиска линија воопшто не требаше да се поставува прашање дали ќе влезат во президиумот или не. Околу тоа се дискутираше во прилично остра форма. Баравме објаснување. Противниците на нивниот избор тврдеа дека кога ќе бидат објавени нивните имења во еден таков форум, бугарските власти нема да се двумат да ги ликвидираат веднаш. Меѓутоа, тоа не беше никаков аргумент. Колишевски и Нацева може да бидат избрани, а нивните имиња воопшто да не се објавуваат. Но тие останаа и натаму при своето обструирање. Најгрлисти од сите беа Методија Андонов Ченто и Венко Марковски. Им се придружи и Михајло Апостолски и почнаа да се колебат и други членови. Неколку дена расправавме жолчно, баба се чешла, не можејќи да постигнеме никакво решение. Среќа, селото по мое Авној не се запали и не изгоре. Тогаш со целата листа излеговме пред широкиот собир на сите комунисти и другите работници кои беа во тоа време на теренот околу Црвена вода. Ги образложивме пред сите нашите ставови и добивме широка поддршка од мнозинството. Така, конечно ја испративме телеграмата, радиограмата до Врховниот штаб. И што се случило? Петар Карајанов пак набројува од каде и кои и колку делегати се делегирани и пристигнати во Јајце. Историска вистина е дека на второто заседание на Авној од Македонија се делегирани 42 делегати. Меѓутоа, до почетокот на заседанието, поради слабите радиоврски, пристигнале пријавени имењата само на 7 делегати. Димитар Влахов, Лазар Колишевски, Мара Нацева, Михајло Апостолски, Бане Андреев, Владо Поптомов и Методија Андонов Ченто. Верификационата комисија на Авној ги прифатила како правосилни нивните мандати во отсуство. Иако делегатите од Македонија не беа во можност да учествуваат во работата на второто заседание на Авној, Македонија
беше присутна. Како во оценките за нејзиното учество во народно-ослободителната и антифашистичка борба како дел од заедничката борба на народите на Југославија и во големата антифашистичка коалиција, уште повеќе во одлуките на ово заседание, каде што за прв пат македонскиот народ меѓународно е признат како автентичен и со право сам да одлучува за својата иднина, станувајќи равноправен субјект на новата федерална заедница на народите на Југославија. Страхил Гигов продолжува. За Венко и Ченто беше формирана комисија од неколку члена од главниот штаб и тие беа само опоменати. Апостолски требаше да биде сослушан по партиска линија. Темпо бараше да се формира комисија која ќе го испита и неговиот случај. Со такво нешто не можев и не сакав да се согласам. Завршен. Таква била ситуацијата тогаш во и околу главниот штаб, кога многумина се натегале, обструирале, а Авној си ја терал работата. Каква работа? Одлучиле, бидејќи ети членовите преку радиограмата, чии мандати се верификувани, во кој Тито и другите, Моша Пијаде, Едвар Кардери, имале во нив поверение и ги познавале уште од порано, од 1934 година и пред тоа во робијашниците Сремска Митровица, Лепоглава, дека се вистински борци за нашата национална држава, но и за подобар политички општествен систем, ја донесуваат шестата одлука која до збор гласи: после ослободувањето и Македонија ќе биде равноправна федерална единка во демократска федерална Југославија. Малку ли овоа? Не е ли вистински стварање на нашата држава тогаш? Ово е вистинското фактичко раѓање на државата Македонија, кога без физичко присуство на нејзини представници, ете делегати од другите братски единки, едногласно гласаат и Македонија да биде равноправна федерална единка. Има ли некој денеска по моје да зине против овоа? Браво, Авној! Заседанието е одржано на 29 и 30 ноември 1943 година, а во исто време од 28 ноември до 2 декември таа година во Техеран се одржува првата средба на тројцата великани во тоа време: Сталин, Рузвелт и Черчил. Како до таа дата, тоест до 1943 година, крајот на септември, Советскиот сојуз ги добил трите легендарни битки: Московската, Сталинградската и Курската, а и Италија е капитулирана, без сојузниците од антихитлеровската коалиција да отворат втор фронт, за кој Сталин пекал и 1942 и 1943 година. Рейтингот на Советскиот сојуз, вистински на Сталин, е многу зголемен, па он во средбата има доминантна улога. До оваа дата одржувал дипломатски односи со кралската влада на Југославија во Лондон, мислејќи дека четниците на Дража Михајлович се борат против германците, но по испраќање на сојузничка англиска мисија, во која член бил и синот на Винстон Черчил, Рандолф Черчил, да утврди кој вистински се боре против германците и е сојузник тогаш, бидејќи вистински партизаници се тие кои се борат против германците, па Советскиот сојуз откажува соработка со кралската влада и ги признава само Титовите партизани. Бидејќи Тито одржува врски со Коминтерната, тоа со Советскиот сојуз, за одржување на заседанието, Сталин на 28 ноември 1943 година, т.е. пред да почне второто заседание во Јајце, испраќа дипломатска телеграма нота до Комитетот за национално ослободување на Југославија како привремена влада, во која до збор стое, и ја цитирам: вие,
таа депеша. Вие после ослободувањето, бидејќи тоа ослободување на повидок, какво обществено уредување ќе си усвоите зависи од вас. Не сугерира ни социализам, ни капитализам, но другото е многу поважно. Но границите на државата Југославија не смеат да се променат. Тоест, завршен цитато. А тоа значи, Вардарска Бановина ќе постане федерална единка во федерална Југославија без другите етнички делови Пиринска и Егејска Македонија. Вие, кои до сега вербално заговаравте обединување на трите дела, отрезнете се од националистичкото пијанство. Овоа важеше се додека СССР беше главен општествен субјект во меѓународните односи, но после неговото распаѓање познати се територијалните промени. Размислите, дали денешната Македонија може да доживее распарчување? Од кога е завршено Авнојското заседание, испратени се депеши, пораки, одлуки до сите подоснежни републики да си одржат своји национални антифашистички собранија. Тоа другите републики го завршуваат до март-април 1944 година. Но кај нас, февруарскиот поход заради омасовување на борбата против окупаторот и во Егејскиот дел го одложува до 2 август 1944 година. Сега, тогаш на тој 29 ноември 1943 година, родено е, створено е новороденче, по мое. Па ред е и да се даде име, православно да се крсти. Крстувањето е направено на Илинден 1944 година, да има символика со Илинден 903. Па попот од мене, тоест Асном, му дава име Федерална единка Македонија и благословува да биде жива, здрава и вечна. А тоа вечна зависи од вас. Македонци ли сте или што сте? Отпочнувате да ги рушите столбовите поставени на Авнојското собрание. Значените настани во историјата на нашата држава Македонија ги предпоставам дека се поставени на една пирамида со основа триагални, квадрат или друга геометриска фигура по нивното значение. Најдолу се по-незначајните, како се оде нагоре, качувајќи се нагоре, се стигнува до врвот на таа пирамида, каде достоинствено стоат и зрачат деновите 29 и 30 ноември 1943 година. Сите други, знаени и незнаени, споменувани или заборавени, се подолу од врвот на оваа пирамида. Дали е Асном, прво, второ или заседание 8 септември и така натаму. Секој кој поинако ќе размисле дека Македонија нема ништо за да го прославува 29 и 30 ноември, е во заблуда. Во почет на тој ден, 29 утре, го дадов ова мое видување како член од многу одамна, а денеска на Комунистичката партија, кој е дел од некоја си левица. Благодарам.